Благодарам, почитуван председател, почитувани колеги пратеници, почитуван заменик министер. Еве веќе 2 дена разговараме околу законот за претворање на побарувањето на Република Македонија по основ на јавните давачки во траен блок во ОХИС, во Тутунскиот комбинат и во Еврокомпозит. И без разлика на тоа што многу од колегите пратеници забележуваат на начинот на кој што се води оваа дебата, мислам дека многу повеќе треба да се преиспитаат или да се погледнат во огледало што е тоа што направија во овие 6 години. Навистина и на мене како пратеник многу ми смета, меѓутоа и на граѓаните на Република Македонија, кога постојано во недостиг на аргументи за било кој пропис, ќе се кажува што се случувало во Македонија и секогаш ќе се бара некаде на друго место да се лоцира вината, само не во ВМРО-ДПМН и во актуелната власт во Република Македонија. Веќе 6 години, еве 7 година, како ВМРО-ДПМН е власт во Република Македонија. 6 години како беа искажани многу ветувања, кои што сега може да се констатира дека беа многу лаги, и 6 години беа нудени на граѓаните секакви преродби. Една основна, па надградени, проширени, па не знам, манифести. Меѓутоа сето тоа само на хартија, без при тоа да имаме некакви видливи резултати. И сега се понуди ова законско решение, со кое што денеска слушаме дека се нудела концепција за овие 3 фирми загубари, за ОХИС, за Тутунскиот комбинат и за Еврокомпозити. Па поставам прашање: зошто се чекаше 6 години, еве 7 година, зошто се чекаше 6 години за да се нуди решение за овие загубари? Гледам дека се читаат многу податоци, бројки кои што биле, каква била загубата во некое друго време кога ВМРО-ДПМН не била опозиција. И тоа се реални бројки од кои што не се бега, бројки за кои што е понесена одговорност, таа влада веќе не е власт. Меѓутоа, сериозно е прашањето на кое што вие, господо во ВМРО-ДПМН, мора да дадете одговор. Знаејќи ги состојбите во овие загубари и во Тутунскиот комбинат, и во Еврокомпозит, и во ОХИС, зошто не направите стратегија и веднаш од денот кога ја преземате власта не понудите решение пред ова собрание и пред тие работници? Зошто? Како што така експресно направите чистки по сите предпријатија, по сите државни институции во Република Македонија, на секој еден кадар тргнувајќи од најниско ниво, не направивте нудење на концепции и решавање на проблемите кои што значат живот и интерес за граѓаните на Република Македонија. И сега прашувам, дали Тутунскиот комбинат во Прилеп ви беше потребен за да можете да сместувате партиски кадри, да продолжите со трупањето на загуби, да се работи и да се менуваат кадри кои што може со право да се каже дека Тутунскиот комбинат го направивте расад на кадри кои што од една неуспешна компанија со загубари, кадри кои што не беа способни да ја исправат оваа фирма на нозе, ги стававте и напредувате на многу државни функции. Ако така сериозно се однесуваат кон државната функција која што им ја дадовте, како што се однесувале сериозно во Тутунскиот комбинат, за жал, таква ќе е среќата и на ова држава, кога такви луѓе ги унапредуваме после правење на таков еден тежок криминал во Тутунскиот комбинат. И еве сега ги гледам и состојбите со Еврокомпозит. Што е таму направено? Дали е добро да викаме исплаќаме плата, при тоа да не се плаќаат сите придонеси во Република Македонија? Па прашувам, кој е сега виновен? Кој тоа го злоупотребува законот, како што вие прашувавте и дававте аргументи дека при носењето на законот за технолошкиот вишок се правеле многу манипулации, дури работниците
испаднаа најголемите криминалци во Република Македонија заради тоа што некој не го почитува законот и заради тоа што токму оваа власт на ВМРО ДПМН, токму Груевски и неговото семејство, токму сите вие најмногу направивте злоупотреби во Република Македонија, најмногу криминал кој што само си го штитите преку носење на законски решенија и во даден момент сега не уведувате дека станува збор за заштита, не знам, на работници. Еве, ако говорим и за 840 вработени во ОХИС, се сеќавам на изјавите кои што се дава од страна на Груевски на целата влада, како е спречен криминалот во ОХИС. Од утре не се секирате, сите овие криминалци ги затворивме, од утре сите вработени ќе живеете среќно во ОХИС, ќе имате се, меѓутоа испадна дека овие работници во ОХИС сега немаат ништо. Немаат ниту плата, која што имале до некој период кој што ја обезбедувале тие криминалци кои што вие ги нарекувате. И освен тоа што мислите дека, односно свативте и направивте да овој народ жеден е за крв, гледаат што е можно повеќе да гледат акции во кои што апсите, меѓутоа да не нудите никакви решенија, со тоа ќе се реши проблемот. Меѓутоа, ѓаволот дојде по своето. Еве, после неколку години сите тие вработени од ОХИС, спрашете ги како живеат и како преживуваат и на кој начин остваруваат екзистенција за семејствата. Сигурно сите тие, јас се прашувам, што направи државата во овој период за нив. Дали тие 840 вработени во ОХИС имаат надеж, може да се надеваат на нешто? Дали може да се надеваат сите овие работници на нешто, заради тоа што ако имаме власт на чело со Груевски и со ВМРО ДПМН, кој што систематски ја намалува вредноста на овие фирми, на Тутунскиот комбинат во Прилеп, и на Еврокомпозит во Прилеп, и на ОХИС Скопје, и на многу други фирми кои што одат наред, се со цел за да може да се откупат овие фирми, а после тоа врз основа на законски решенија кои што минуваат во ова собрание. А едно од тие решенија е за заштита токму на олигарците за кои што вие најмногу ги напаѓавте, сите сега што можат да откупуваат земјиштето на овие фирми за 70 денари со непосредна спогодба на атрактивни локации во Скопје и во Република Македонија, паднаа маските дека вие некого заштитувате работници и граѓани, а се оградувате од криминални работи. Меѓутоа, се она што се случуваше, финансирањето црно на кампањата која што ја финансирате, купувањето на гласови во Република Македонија е резултат од должувањето на овие олигарци кои што сега им се одолжувате на различни начини. Ако направил дивоградба во центарот на Скопје, ќе се легализира и сега со непосредна спогодба ќе може да се го откупи земјиштето или се она друга. И сега прашувам, каде е заштита на работниците? Знаевте дека ќе носите едно вакво законско решение, веројатно тоа не ви текнало вчера или завчера пред да го донесете во собрание овде. Зошто тогаш владата на Груевски понуди решение законско со кое што се укинаа можности за технолошки бишоп? Заради тоа што знаете дека многу од овие работници може да се најдат по основа на тој закон да ги заштити државата. И сега овде глумиме дека сакаме да ги заштитиме сите вработени, не сакаме фирмата да отиде во стечај во ликвидација. Не. Сакате да ја обезвредите оваа фирма, партиските кадри, како што тоа го правите добро и во 98-2002 година и ваши луѓе, да ги земат овие фирми и после тоа да не се знае судбината не на овие 3000 работници од прилика, туку на уште многу други работници кои што работеле кооперантите на Тутунскиот комбинат и така натаму и така натаму. Мислам дека нема потреба од читање, доста беа читани податоци и кажувани овде колку била загубата на овие фирми во овој период, кој колку и што направил. Веќе е време да се понуди конкретно решение. Јас очекувам дека многу скоро имате парламентарно мнозинство, многу скоро ќе го донесете ова законско решение. Јас не го поддржувам заради тоа што на овој начин ќе се озакони криминалот. На овој начин сите сакате да видиме соучесници во обезвредувањето на капиталот на овие предпријатија. И само се прашувам, што ли уште ќе се случува со другите фирми кои што исто така чекаат на едни вакви законски решенија. Едно од тие фирми ќе биде комбинат во Куманово. Очекувам да видам што ќе направи ова влада заради тоа што
56% веќе од оваа фирма ја има токму државата и владата на Груевски. Очекувам да видам што ќе направат и за овој тутунски комбинат, или повторно ќе се нуди едно вакво законско решение во кое што ќе се јавувате како спасители на граѓаните, на работниците во Република Македонија, а уствари се најголемите криминали направени